Пред 40 години во Штип стартуваше доброволната младинска акција Плачковица, која подоцна прерасна во републичка и сојузна, со учество на повеќе илјади акцијаши од повеќе делови на поранешна Југославија. Траеше 3 години, од 1975 до 1978 година, при што беа трасирани над 40 километри асфалтиран пат од Штип до Плачковица. У тоа време за нас младите многу големо значење имаше самата активност на акцијата Плачковица, бидејќи тоа беше обновување на стара традиција од 60-ти години, која се одеше многу на акции низ Југославија. И мислам дека таа активност сета беше направена во интерес на сите граѓани на Штип, на кои единствено одмаралишче и беше традиционално одењето на Плачковица. 1975 година прво почнавме со една општинска со 2 бригади, па потоа прерасна во републичка 75 година, за да на крајот првата сојузна работна акција во Југославија токму се одржи во нашиот град и како основоположници и почетници на таква работна акција на вистина и ден денес се гордееме на делата што ги направивме во тој изминат период. Освен што се работеше, во рамките на акцијата се одвиваше и богат културно-забавен живот, а се организираа и разновидни курсеви, со што многумина учесници се здобија со соодветни дозволи и дипломи. Во однос на оспособувањето на младите за разни фотокино курсеви, потоа за полагање на возачки дозволи, па имавме многу спортски манифестации, културно-забавни манифестации. Навистина имаше еден степен на повисока организираност во смисла да секој што полагаше и добиваше возачка дозвола. Акцијаштвото како форма може да се организира и денес, само за тоа треба иницијатива. На мнение сме дека може да се направи некој компромис помеѓу старото и новото, да направиме некој нов модел каде работните акции, тогаш доброволно младински работни акции, може да добијат сосема нова форма. Исто така, истовремено, Штип испраќаше многу бригади секоја година низ Југославија. Наши штипски младинци се подготвуваа на Плачковица у подготвителните бригади, за да после тоа низ Југославија бидат активни бригадири. За акцијата се пишуваше и говореше на големо со години. Издадени се повеќе брошури и книги во кои се опишува акцијаштвото од различни аспекти. За младинската работна акција Плачковица 75-76 пишува и Тодор Кралев, еден од ветераните на акцијаштвото. Во книгата белешки и документи од едно незаборавено време во која го воспева трудот на една генерација акцијаши, ударници и градители кои подарија дел од својата младост на својата земја.